Почитувани представници на медиумите, чест ми е денеска што заедно со мојот колега од Чешката република сме овде во кампот, прифатниот центар во Гевгелија, заради тоа што имаме чешки полицајци кои што заедно со македонските полицајци помагаат во обезбедувањето на државната граница. И тука сакам искрено да му се заблагодарам на министерот, заради тоа што имаме можност да имаме помош од Чешката република, да оставам и да им одадам признание и на македонските полицајци, на чешките и на сите други полицајци кои што се на јужната граница на Република Македонија, кои што премногу помагаат во овој период, заради тоа што навистина состојбата со бегалската криза добива на интензитет. Очекуваме дека ќе има мудра и соодветна одлука на Европската Унија, на земјите членки на Европската Унија, заради тоа што ние не можеме да бидеме решение сами по себе на овој проблем, заради тоа што не сме ниту извор на проблемот. Проблемот со бегалската криза мора да се решава на изворот на проблемот, да се создадат услови во државите од каде што потекнуваат бегалците да можат таму да остануваат. Секое друго решение кое што се бара на оваа рута не е решение. Ние ќе можеме да примиме толку бегалци колку што ќе можат да примаат земите од западно-балканската рута, Србија, Хрватска и понатаму. И во тој дел ќе се придржуваме на сите заклучоци кои што беа донесени на претходните состаноци, меѓутоа апелирам и сите држави подеднакво да се придржуваат кон овие заклучоци. Ние сме должни да обезбедиме хуман третман на луѓето кои што бараат заштита во Република Македонија и транзит, меѓутоа исто така треба да обезбедиме стабилност и безбедност на граѓаните на Република Македонија и од тоа начело не можеме да отстапиме во ниту еден момент. Македонија направи многу за оваа бегалска криза. Благодарам на сите што ни помогнаа во овој дел, пред се на Чешката република, на Вишеградската група, на земите на Европската Унија и очекувам дека таа соработка и комуникација ќе продолжи понатаму за доброто на сите нас, за доброто на Македонија, за доброто на сите држави. Tak, pojďte dopředu. Dobrý den, dámy a pánové. Počitovaní dámy i gospoda. Já jsem přijel do vaší krásné země, abych podpořil a poděkoval Makedonii za její přístup k zmírňování migrační krize. Во вашата прекрасна земја Македонија дојдов за да и заблагодарам за незината помош што ја дава во оваа мигрантска криза. A abych nabídl jménem České republiky i ostatních států V4 další pomoc při řešení problémů, s kterými se tu dnes hlavně potýkáte. И да понудам во име на Република Чешка и останатите земји од Вишеградската четворка помош за проблемот со кој се сретнувате. Jsme velmi rádi a je nám velkou ctí, že naši policisté, naši specialisté mohou spolu s vašimi policisty pomáhat při tomto problému. Драго ни е, имаме голема чест што нашите полицајци можат да помагаат заедно со вашите полицајци во решавање на овој проблем. Velmi mi těší i slova chvály pana ministra směrem k našim policistům. Многу ми е драго што господинот министер искажа пофални зборови за нашите полицајци. Takovouto pomocí a takovouto spoluprácí se staví mosty mezi národy a vytváří se předpolí pro výbornou spolupráci do budoucna. Со ваквите зборови на пофалба се создаваат мостови и понатамошни можности за соработка помеѓу нашите земји. Jsme si vědomi, že migrační krize, migrační proud bude pravděpodobně zesilovat a že Makedonie bude jednou ze zemí, přes níž tento tok půjde. Сваќаме дека мигрантскиот притисок ќе продолжи и ќе се засилува и сваќаме дека Македонија ќе биде земја низ која што овој притисок ќе се одвива, ќе продолжува да биде. Chci tady jasně říci, že to víme, jsme si toho vědomi a jsme připraveni nést svůj díl odpovědnosti. Сакаме да потенцираме дека сме свесни за ова и дека сме подготвени да го преземеме својот дел од одговорноста. Благодарам. Благодарам. Nema pitanja. Može. Pa nije, vi ste rekli da je Makedonija na ovoj balkanskoj ruti i prvi ste posle Grčke na udaru, a prema zadnjim informacijama skoro 20.000 izbjeglica ima u Makedoniji. Očekujete li neki veliki problem? Jeste li zagovarali onda isto pitanje za gospodina ministra iz Grčke, hoće li se nešto konkretno preduzimati da se zaustavi, jer ovo očigledno da nema kraja? Јас реков дека ова е сериозен проблем, не само проблем за Македонија, сериозен проблем
важен за сите држави Сам че тоа важно од оваа рута. але и преостатни стати. Ние мораме доследно да ги почитуваме заклучоците кои што беа донесени на сите средби на директори на полиција од регионот и само преку взаемна соработка, преку почитување на договореното, ние ќе можеме да ја олесниме овој притисок кој што се ствара од приливот на мигранти. Нормално е дека со подобрување на временските услови ќе се зголемува и бројот на мигранти, затоа треба да бидеме свесни сите ние и да преку взаемна координација која што треба да имаме со сите од Грција па се понатаму, да имаме јасна и прецизна одлука и на Европската Унија како да постапуваме, заради тоа што ние се нафаќаме и сме подготвени да ги почитуваме одлуките на Европската Унија кои што ќе значат ублажување на оваа бегалска криза, меѓутоа исто така мора да ја штитиме Република Македонија и безбедност и стабилност.